Се уште отворено стои прашањето за применување на клонот 2 на Кочанската детска градинка Павлина Велјанова. Предлогот, што минатата година како граѓанска иницијатива стигна до општината, беше објектот да го носи името на 10-годишниот Димитри Јампов, кој почина на оградата во дворот на институцијата. Повод за граѓанската иницијатива беше одбележувањето на Светскиот ден на детето во ноември, но од тогаш немаше никаква информација дали таа е прифатена или не. На последната седница на Советот беше упатено и директно прашање до првиот човек на општината, до каде е постапката. Сакам да го прашам градоначалникот дали е разгледано ова барање, до каде е постапката за негова реализација и дали ќе биде реализирано. Според градоначалникот Димитровски, имало објективна пречка иницијативата веднаш да се прифати, заради што засега таа е во статус кво ситуација. Тоа прашање не е на општината, туку тоа прашање се регулира со статутот на јавната општинска установа Павлина Велјанова, у која што стои дека единствено име има целата детска градинка, а клоновите се дадени како бројки, клон 1, клон 2, клон 3, клон 4. Према тоа нема никаква основа да се прекрсти, да се стави име некој кое што ќе го носи покојното дете. Според Димитровски, ова било само една од причините зошто граѓанската иницијатива не била прифатлива. Вториот момент е како што имаме позитивни реакции од родителите на ова дете и тие што се подржувачите, имаме негативни реакции од родителите на децата кои што одат во тој клон, заради тоа што тие инсистираат да не се именува детска установа по покојник, по младо дете, кој не е ни било член, кој не е ни било згрижено во градинката, туку едноставно во слободно време што се играло таму и така. Сепак, Димитровски до крај не ја отфрла иницијативата, туку таа ќе биде доставена до Комисијата за култура, која треба да го каже конечниот збор. Со оглед што статутот на градинката не е непроменлив документ, постои можност за негово дополнување или измена, доколку Комисијата даде согласност. Според образложението на граѓанската иницијатива, таа била постхумен придонес во сеќавање на еден прерано изгубен млад живот, посебно што Димитри Јампов го посетувал овој клон на градинката, а тоа му било и последното место за детска игра.